Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе го анализираме случајот со заменик министерот и екс-министер за труд и социјала Диме Спасов низ призмата на моралот во политиката. За најава на темата ќе искористам изјава на Ѓорѓе Иванов од пред 10 години, тогаш од позиција на универзитетски професор на оваа тема, дадена за вест, која на најдобар можен начин ги поставува тезите за дебатава. Тогаш професорот, сега председател на државата, Ѓорѓе Иванов, вели: уште Аристотел ги учел неговите ученици дека правото е мрежа што ги фаќа малите риби, а големите ја кинат. Тие што воспоставуваат поредок најчесто се ставаат над тој поредок. Тоа веќе не е демократија. Иванов во негов препознатлив стил и во таа прилика раскажува, самиот вели, една приказна за Александар Македонски. Кога се враќа на брод од Индија, доаѓаат неговите војници и му велат дека фатиле пират. Александар Македонски прашува: што е пират? Ајде, донесете го да го прашам што е тој. Дошол пиратот и Александар го прашал: што си ти? Исто што и ти, му одговорил, само што јас имам мал брод и мал екипаж и ме викаат пират, а ти имаш големи бродови и голем екипаж, па ти си освојувач. Така и сега, продолжува Иванов. Дете на сиромашни луѓе ќе го фатат, тоа одговара како криминалец, дете на политичар или на богат ќе го фатат, тој е клептоман. И затоа, ако не одговара министер, зошто да одговара еден ситен криминалец или крадец, поентира Иванов во 2004 година, прашан зошто во Македонија функционерите не сакаат да преземат политичка и морална одговорност и да дадат оставка кога треба. Но тука не завршува изјавата на Ѓорѓе Иванов. Според него, така ќе биде се додека не дојде некој, како што беше валутниот борд во Бугарија, или додека не се воспостави протекторат, односно се додека не дојде некој да каже: чекај, ви дадовме шанса да бидете држава, а вие создавате повеќе проблеми отколку што решавате. Завршен цитат. Останете со нас, со содржините почнуваме веднаш. Пред да ги отвориме тезите што ги поставува Ѓорѓе Иванов со гостите во студиото, ќе воспоставиме врска со Лондон, со Маја Петрушевска, поранешен новинар во македонската секција на BBC, сега продукциски менаџер во светскиот сервис на BBC. Петрушевска, добро вечер, благодарам што сте дел од 360 степени. Добро вечер, Васко. Ве побаравме за да ве прашаме што ќе се случеше ако Диме Спасов беше висок владин функционер во Велика Британија и ако направеше сообраќајка со службено возило од друга институција длабоко во ноќта и побегнеше на полицијата, подметнеше друг да тврди дека возел наместо тој, а потоа ја сменеше приказната во сосема друга, чуфте дека всушност го бркале криминалци, а тој морал да бега. Во Британија досега оставката ќе беше поднесена, прифатена, а пред тоа јавноста ќе добиеше извинувања. Зошто? Затоа што поднесувањето оставка е клучна етичка одлука за секој поединец. Оставката е морален стожер на интегритетот на секој функционер и со правењето избор да се поднесе оставка, кога таа е неопходна, се разбира, се засилува интегритетот, се засилува одговорноста и остава просторот јавноста пред која како функционер сте одговорен да види дека сте политичар кој ве почитува како гласач. Значи, секој јавен функционер во Британија треба да одговори на она што е обврска во извршување на функцијата, а ова пак подразбира дека индивидуите кои се назначени на функциите имаат капацитет да ветат, но и да го одржат ветувањето. Во случајот на Диме Спасов да ги почитува законите на Република Македонија. Можете ли да ни кажете некој карактеристичен, сличен пример како овој со кој ние деноиве се занимаваме овде, а е британски? Па, не знам дали се сеќавате, ама Обединетото кралство го тресеше голем политички скандал некаде 2009 година и се однесуваше на побарувањето на име на трошоци на дел од членовите во парламентот. И во тој случај, сличен на подоцна бомбите во Македонија, тие податоци ги добивме преку весникот Daily Telegraph, кои беа процурени од индивидуа кој имаше такви податоци. Значи, објавувањето беше за расширена практика за злоупотреба на трошоците и предизвика огромен интерес кај британската јавност. Резултатот беше бројни оставки, отпуштања, повторно избори во еден дел на изборните единици, пензионирања, заедно со јавни извинувања и враќање на парите.
Значи, неколкумина, сега поранешни членови на Долниот дом и на Домот на лордовите беа судени и осудени на затворски казни. Кризата, значи, беше голема. Во јуни 2009 година британскиот парламент под притисок сам ги објави сите детали поврзани за трошоците од 2004 до 2008 година. И најголемиот дел на потражувањето од парламентарците се однесува на правото на втор дом во Лондон, кога живеат на друго место. Епилогот беше вратени полови на милион фунти и неколкумина во затвор. Да не заборавам, Гордон Браун, значи тогаш беше премиер на Британија, се извини во името на сите политичари до јавноста, а Дејвид Камерон рече дека, тогаш лидер на опозицијата, рече дека системот е погрешен и неетички. Тезата со која што ВМРО ДПМН сега му пристапува на овој случај е дека сакаат да сочекаат институционална разврска, па потоа да видат дали ќе бараат тие политичка одговорност од Диме Спасов. Нели логиката на овој институт е прво да се понесе политичка одговорност за на некој начин да се остават институциите без влијанија да може да го расчистат правно случајот? Ама се разбира се, тоа што ВМРО сега го пласира е апсолутна замена на тези. Јавноста треба да биде сведок на оставка од Диме Спасов, првенствено од морални причини, значи затоа што постои основано сомнение дека извршил неколку кривични дела, како јавен висок функционер, неговата одговорност е многу поголема отколку на обичен граѓанин. Најмалку што можеше да направи Диме Спасов беше да се извини и да поднесе оставка. Во Британија, само да ви споменаме, прошлава недела, Зак Голдсмит, кој на последните избори за градначалник на Лондон беше кандидат на конзервативната партија, минатата недела поднесе оставка, затоа што дел од неговото ветување беше ако Хитроу аеродромот се прошири, а он како застапник на граѓаните на Ричмонд, кој има директен интерес, ќе поднесе оставка. И тој навистина поднесе оставка. И сега ќе имаме нови избори во Ричмонд, конзервативците очигледно ќе го изгубат тоа место, он се кандидира како независен пратеник, и животот оди понатаму, но оставката е навистина треба да се одвои од институции, мислам е различна од она што ВМРО имплицира. Да. На некој начин и пошироката политичка слика во Македонија пред се како импликација на прислушувањето и содржината на прислушуваните разговори може да се доведува во врска со овој случај. Во таа смисла, каков ќе беше епилогот во Британија да се случеше таков скандал со такви размери, со прислушувани разговори и се разбира со оглед на содржината на тие прислушувани разговори? Немам сомнение дека владата, било која да беше, дали лабористичка или конзервативна, при еден таков скандал ќе поднесеше оставка час поскоро. Најмногу за да ја намали штетата на партијата, но за да ја намали штетата на земјата. Мислам, тоа се одговорни политичари. Како што знаат, секој тетавирање, знаете, значи сериозен удар, никогаш повторно да не бидат на глас. Значи, со оставките се обидуваат да ја намалат штетата или она што го викаат damage control. Да ве подсетам само дека Либерал-демократската партија на Британија, која на претходните избори стапи во коалиција со конзервативците, и тогаш во 2010-та освоја 57 пратеници, на минатите избори во 2015-та жестоко беа казнети и освоја само 8 пратенички места. Значи, ова го кажувам само да илустрирам колкава е казната на јавноста кога една политичар или политичка партија ќе вети едно, а сосема друго ќе оствари. Така што и во таа смисла, еден таков исклучителен по обем и содржина скандал не може да значи преживување на владата. Тој принцип на теорија на мандат е особено карактеристичен за британската демократија. Благодарам многу што вечерва бевте дел од 360 степени. Ви благодарам. Пред разговорот со гостите во студиото на тема морал во политиката, ќе направиме кратка пауза. Останете со нас. Евене назад, видовме како е и како би било во Британија,
А како е во Македонија? Добро вечер, добре дојде за доктор Дејан Донев, универзитетски професор по етика. Благодарам што сте со нас. Благодарам и на поканата, драго ми е. Петар Арсовски, комуниколог, благодарам и за вас што сте дел од 360 степени. Благодарам. И Андреа Стојковски од Македонскиот центар за европско образование. Или, да, ако ја следиме истата методологија, граѓански активист. И правник. И правник. Благодарам што сте со нас. Професоре Донев, зошто во Македонија никако да профункционираат овие институти на морална и на политичка одговорност? Прво и основно што е институт на морална одговорност. А ако по дефолт земеме дека тоа би требало да биде јавноста и ако погледнеме дека јавноста нема мислење туку мнение и уште повеќе во демократија во зародиш или во пелени, тешко е да правите компарација помеѓу она што е таму и ова што е тука на ниво на изграденост на една демократска свест. А објаснете ни мислење и мнение? Мислење и мнение Хегеловски во негов контекст или во комуниколошкиот контекст како тако. Како мислите дека е покорисно? Корисно. Проблемот е следен. Јавноста е онаа која што, барем погледнато од аспект на моралот, на етиката, е онаа која што го дава судот и од тој аспект она е и чуварка на моралните вредности внатре во едно општество. Зошто она има мнение, а не мислење, тоа уште Хегел го има нагласено преку својата позната теза, нели? Читањето на весниците и така натаму. Целиот штос со приказната е во тоа што колку глави толку размислувања кај ќе го најдете реперниот момент и второ од она што некако би произлегло како реперен момент, што од него можете да искористите понатаму во вид на вредносен ориентир или оценка. Така што зошто кај нас тие не функционираат е затоа што имаме релативно подзаспана и некритична јавност. Тоа е вториот и уште по песимистички заклучок и третиот е затоа што сами по себе немаме се уште покажано ниво на развој на етичка свест. Во услови кога ќе имате таков развој на етичка свест, нели, кај секого од нас вие формирате критичка маса, односно критичка јавност која што изразува своја оценка, односно која што има страшна моќ. Предпоставам улогата на медиумите е важна за ова што вие го зборувате сега. Во секој случај. Поготово погледнато од аспект на медиумската писменост, зашто толку многу се инсистира, од аспектот на медиумската педагогија и особено од аспектот на медиумската етика, која што е трипартитна и во својот трети завршен дел ја вклучува и јавноста, но не помалку по важност, колку што е само поброено. Арсовски, вие сте експерт за односи со јавност. Предпоставам сте биле дел од ситуации кога требало да советувате ваши клиенти, па и политички, за тоа како треба да се однесуваат во кризни ситуации. И ако сега ја оценувате ова ситуација од аспект на кризен менеджмент на ВМРО ДПМН, што би рекле? Тоа бара малку по-сериозна елаборација. Прво, не знам дали сваќа ВМРО ДПМН во моментот колку случајот со Диме Спасов им штети на нивниот политички наратив и колку е тој сериозен проблем и покрај тоа што навидум изгледа како некаква бенигна штета од 150 евра, како што самите ја нарекува. Кој чиф заложник е? Спасов, кој што може би лично би дал оставка, но партијата го тера да не го направи тоа, или партијата е заложник на Спасов, бидејќи го направил ова, но таа не сака да го признае? Партијата е заложник само на својата политичка догма. Во оваа ситуација, кога се распаѓа тој политички наратив, знаете во која смисла, наместо едни млади надобудни јапиевци министри, кои се блиски до народот, се разоткрива еден друг наратив на разврат, на пијанки, на швалерки и така натаму. Тоа сериозно и штети на партијата. Класичното правило во кризниот политички пиар е веднаш да си даде оставка, бидејќи скоро во сите случаи тоа по политичарот завршува лошо. Завршуваат со целосно ретирирање. Тука се соочуваме со вториот конфликт на партијата на власт, која на својата политичка догма покажа дека од своите луѓе не се откажува. Тие упорно кандидираа кандидати кои знаат дека ќе изгубат на локалните избори, например во Струмица, не дозволија во овој процес со процесите на СЈО ниту еден од нив да добие притвор, се трудат да добијат секаква контрола, не се откажуваат од ниту еден од своите министри и така натаму. И правилата на пиарот и политичката догма на ВМРО ДПМН во моментот се во колизија. Така што партијата во овој случај станува заложник самата на
на својата политичка догма и тоа не може за нив да заврши на со никаков добар епилог. Донев зборуваше за етичките аспекти, Арсовски делно за односите со јавност. Што е со системот и институциите? Цел викенд директорот на Агенцијата за вработување е на планина, недостапен, денеска неговиот телефон е исклучен и тој одбегнува да одговори како Диме Спасов во 12:01 навечер вози автомобил на Агенцијата за вработување. Времето настрана. Како Диме Спасов, како дополнителен заменик министар за труд и социјална политика, вози возило на Агенцијата за вработување. Агенцијата е посебна институција, посебно тело. Министерството нема такво овластување, ниту пак има такви надлежности врз агенцијата, па да можат да ги присвојат или да ги земат на користење возила. Видовме со некакви директни одлуки на влада се примо предавани дел од возилата и дека Спасов должи не едно, не две, не три, не четири, 5 возила. На страна од ова работа, бидејќи да, владата секогаш може да си направи играње со својата служба за општи и заеднички работи да ги прераспределува возилата. Видовме дури и за премиерот дека неговото возило е собственост на Министерството за внатрешни работи. Ако нема работна задача која што постои и која што треба да се изврши, работното време во држава, колку што знам, да, зависи од институцијата, ама институциите кај нас работат од 8:30 до 16:30, дури и ако работат 24/7, што во случајов се сомневам дали работат или нешто друго прават, не постои таква работна задача која што излегува надвор од работното време. Врв на иронијата за мене ова сознани изјава која што му ја цитираат од февруари оваа година на директорот на Агенцијата за вработување при примање донација од Европската Унија на 16 возила, кога најавува дека во сите возила ќе се вгради GPS систем за да може да се следи кој каде е во секој момент и меѓу другото вели ако некој надвор од правилата го вози автомобилот, тоа веднаш ќе биде дојавено во службата за сметководство. Така што ме интересира дали таа вечер навистина алармот задзвонил во службата за сметководство. Кој бил дежурен во службата за сметководство, ако воопшто имало таков кој што требало да седи во 12 часот на полноќ и да следи дали некој од возилата било користено, неовластено или добро, неовластено. Ако директорот не бил присутен и ако директорот се уште го нема за да ја одговори на јавноста, тогаш зошто би требало да има некој во службата кој што ќе го следи тоа? Затоа што јавноста е некритичка, како што рече господин Донев. Вие во една своја изјава денеска дадена за овој случај, исто така како и дел од други ваши колеги, се осврнувате на прашањето со Спасов. Ненад Марковиќ зборува за јувенализација на политиката, Гордана Силјановска за инфантилизација на политиката. Па Марковиќ дури и цитираше во еден свој пост една вели српска поговорка: кој со децата спие, помоќан се буди. Еве ќе си дозволам да кажам, може и тит да ми стават. Слободно. И нас има уште поточно. Со деца матеница не се прави. Уште поточно. Ако они го анализираат тоа од нивен аспект, ја го анализирав тоа од свој собствен аспект, односно од аспектот на етиката, каде што имате два стадиума: етичка хетерономија и етичка автономија. Ние хетерономија, нели, наметнато од надвор, закон, односно правила на игра, односно клише по кое што треба да ве социализираат и вие не сносите одговорност за тоа. Тоа е кога ги учат малите деца, нели, пази, рингла жиш, или жиш, или ќе научиш она што ја ти ја кажам. И Спасов е сега тоа. Па очигледно не го ставив јас него таму, туку се стави самиот, односно го ставија они кои што и претходно го номинира, го избра, го стави и така натаму. Зошто? Затоа што етичката автономија настапува со 18 години кај нас. Со правната автономија, што би се рекло, односно одговорен сте. Некој ќе ви каже Спасов има 32 или 30. Да, меѓутоа, кога ќе седнете да анализирате од аспект на етика на последица, наспрем етика на превенција, ќе видите дека тотално се изместени ситуациите. Она што во било која професија кога влегувате како една личност или во наводници личност, ајде, човечко суштество, затоа што имате свој личен морал. Кога влегувате у професија, треба да прифатите дел од професионалниот и во една идеална, би се рекло, симбиоза, треба да го почитувате тоа. И сега за одреден тип, за било кој тип
Меѓутоа и за ваков одреден како што е политиката, кога говориме за степен на професионализација, тоа е прашање за етичкото. Зошто? Затоа што од степенот на зрелоста на учесниците во делот на извршување на морални норми, вие можете да кажете да, професијата е добро извршена, односно е добро котира врз основа на таа оценка или не котира. Во неговиот случај, нели, се враќаме во случајот на хетерономијата. Ама прашањето е сега кој ќе сноси одговорност за тоа, затоа што он се изима на некој начин. Согласно сите дејствија што ги видовме досега, тој не понесува. Не може, едноставно не може, бидејќи го нема усвоено како градиво, отсутен бил на тој час, очигледно. Колоквијално, нели кажано, од тој аспект на етичка хетерономија. Он никогаш не е стигнал до вратите на етичката автономија, во која, особено па кога работите нели во професија што е нели јавна и така натаму, вие по дефолт сте идеална посакувана вредност и така треба и да се однесувате. Морално подобни, без разлика на пежоративното значење на подобноста како таква. А не обратно, нели? Она се што може да биде каљаштурено, нели, растурено, бахато, да го промовират. Тоа не е идеалот на политичкото. Не би требало и да кај биде. нас има и едно друго толкување на политичкото со политиканското. Односно, она што се сервира или што го гледаме не е момент на политичкото, кој е момент на политиканство. Ви благодарам за сега, ќе одиме на пауза, па брзо се враќаме. Бидете со нас. Во 360 степени вечерва зборуваме за случајот со Диме Спасов. Македонија памети голем број функционери што одбиле да преземат морална или политичка одговорност кога работите тргнале на лошо. Но иако се бројат на прсти, има и такви што го ставија својот кредибилитет на прво место. Од највисок профил е оставката од премиерската функција на Хари Костов во 2004 година, како што објасни тогаш се повлече поради корупција во власта и неможност да ги контролира тогашните владеачки партнери. Се памети оставката на Антони Пешев во 1993 година од министерската позиција за урбанизам, градежништво и сообраќај. Повод беа 2 авионски несреќи за помалку од една година со човечки жртви. Во февруари минатата година Антони Пешев имаше еден од ретките настапи во кои говори за оставката во емисијата 200 на Алсат М. Пешев првенствено се осврна на индиректната одговорност, но упати и генерална порака до сите функционери. Мислам дека првенствено ова е психолошка димензија. Сте биле на власт во моментот кога треба да поднесете оставката, вие се наоѓате во најголемата своја моќ. Дента кога треба да поднесете оставката, треба да се откажете од сето она што е ваша привилегија. И можам да ви кажам дека не е лесно. Она што најголем дел од луѓето ќе си го постават како прашање, дали сум подготвен утре да се откажам од сето она што сум го постигнал до сега и индиректно да преземам одговорноста за нешто што немам направено. Затоа што во најголем дел на случаите, кај оставките кои се условно кажано неизнудени, односно се дадени од морални причини, вие уствари прифаќате одговорност на некои други луѓе кои направиле грешка, меѓутоа вие сте биле надлежни или одговорни за делувањето на тие сектори и на тие луѓе. Она што е најважно да се разбере е дека комплетно е поинаква ситуацијата и перцепцијата на јавноста во Македонија. Јас можам да ви кажам дека од 1993 година, сега сме веќе 2015 година, јас уживам привилегија да бидам третиран како личност од апсолутно прв ред, токму заради тоа што во тој момент оценив дека треба на народот да му покажам како тоа би требало да биде и како тоа нормалните развиени демократии се прави. Знаете како, мојата порака до сите оние кои се наоѓаат во дилема, направете го тоа порано за да биде третирано како морален чин. Ако го направите тоа врз база на притисок на јавноста или врз база на протести, тогаш веќе тоа не е морален чин. Тоа е чин во кој вие сте изнудени да донесете оставката. Ова беше Антони Пешев. Арсовски, на оваа линија да решиме најдов една изјава на професорот Ѓорги Марјановиќ, кој што вели причината зошто во Македонија нема оставки е затоа што од сите бизниси водењето на државата е најдоходовен бизнис и никој не е будала да си го запусти бизнисот. Има и уште нешто. Мислам дека
повеќето владеачки гарнитури, оваа последната повеќе од другите, еманираат и едно чувство на авторитарност, на недопирливост, на дека никој не може да ги допире, дека се неодговорни пред законот. И од тоа црпат известна моќ кај електоратот кој за жал е таков каков што е и има изразено авторитарен карактер. Проблемот во овој Дали во наратив... таа смисла Спасов има право сам да носи одлуки? Не. Видите, треба да одвоиме правилното и политички прагматичното. Правилното, па и она што е правилно во смисла на кризен пиар, политички кризен пиар, и како морален чин, Спасов да си даде оставка веднаш, во најмала рака, да даде некакво јавно извинување. Луѓе, сгрешив, жал ми е, им се извинувам на оние на кои сум им ја удрил колата, сум им ја упропастил вечерта, криво ми е што... Значи, некаква, било како покажување дека е свесен за тоа што го направил. Мислам дека политичката прагматика на ВМРО-ДПМН не кажува дека тој, доколку би го признал, би нанел некаква штета на угледот на партијата. Мислам дека тоа функционира до известно ниво, дека се сега веќе во фаза во која игнорирањето на последиците на тоа што го направил веќе носи штета, ден за ден. А тога зошто се решаваат за ваква стратегија? Затоа што им е страв дека тоа ќе повлече лавина на дека луѓето ќе помислат дека партијата се откажува од нив. Во ситуација на политичка криза многу е важно на владеечката партија да задржи целосна контрола на теренот и целосна контрола врз сопствените играчи. Вие замислете, тие ќе се откажат од некаков Диме Спасов заради сообраќајка, но каква е таа порака за оние кои се условно заштитени сведоци во СЈО сега? Дека партијата ќе ги пушти низ вода. Значи тие се во ситуација не можат тоа да го едноставно не може да се однесува. Но да направиме разлика. Јанкуловска, Јанакиевски, Мијалков, па и Груевски ги напуштија владините позиции. Во ред, и што им фали? Не, велам, ама Спасов, во таа смисла зборуваме сега. Спасов, не мора партијата да се откаже од него ако тој даде оставка. Мислам дека првите функционери за кои зборувате беа свесно понудени жртви во надеж дека приказката ќе застане таму. Сега ѓаволот е однел шегата. Сега веќе партијата не сме да се откаже од ниту еден, па ни последниот градоначалник во Битола. Во таа смисла. Дополнителен проблем на владеачката гарнитура која овој случај ја создава е нарушувањето на целиот нив политички наратив во смисла на популизмот. Популизмот како нивна доминантна идеологија е некаков антагонизам помеѓу елитите, старите комуњарски елити кои биле разалјазани по Скопје и народот кој треба сега да ги свргне од власт. Заборава дека во последните 10 години тие станаа елитите против кои се бореа. И овој случај со Диме Спасов тоа на еклатантен начин го покажува. Така што нивната оска на целиот политички наратив во моментот се руши. Мислам дека се уште не се свесни до каде тоа може да оди и затоа ние се бавиме со овој случај на толку интензивен начин, иако тој не е само по себе така спектакуларен. Да, Андре, сакавте да продолжите на истата линија? Сакав да кажам дека не станува збор само за прво во панелов ни фали веројатно психолог или психијатар за да зборува малку за дозреаноста на ваквите млади и надежни кадри во политикава. Да, професорот Донес зборуваше на некој начин за тоа. Станува збор за вредности или за зрелост кои што ќе се покажат преку некакво изживување. Ова што се случило со Диме Спасов е детето, на вистина детето. Немало шанса да вози Туарег, ова му е шансата да го направи тоа. И тоа е тоа зашто го направил. Ама чекате, 10 години има шанса. Предпоставам дека има шанса да зрее во таа смисла. Па, веројатно не успеал да го вози Туарегот. Може би возел нешто друго во меѓувреме. Може би имал шанса да преживее некаква работа или некаква најмрачна, најдлабока желба од неговото детство. Имам еден пријател кој што вели станува збор за возрастни личности или станува збор за лица кои што застанале на стадиум на 14 годишно дете. И овде зборуваме веројатно за таков некаков стадиум. Оно што го зборуваше господин Тарасовски за оставките. Оставките ниту на Јанакиевски, ниту на Јанкуловска, најмалку на Мијалков дојдоа како понудена жртва. Да, тие беа жртви, меѓутоа беа жртви на силен притисок. Партијата од нив мораше да се откаже ако сакаше да менаџира нешто. Сега веќе се слагам. Се станува збор за пирамида која што не смее да се излече ниту една коцкиче затоа што ќе се распадне внатрешно, ќе се распадне. И кога го зборуваме професорот Марјановиќ, има еден момент кој што е интересен, една приказна која што самиот тој раскажуваше, уште додека
Додека бев на студии, веројатно не, многу брзо потоа. Во времето на кризата 2001 година. Тогашниот председател Борис Трајковски ги собрал сите негови професори од правниот факултет на консултации за тоа како да се справи со кризата, со меѓународната заедница и така натаму. Марјановиќ му ја раскажал приказната за Пал Телеки, грофот Телеки, унгарскиот премиер од 1941 година. Само што склучиле договор за трајно пријателство и трговска соработка со Југославија, доаѓа германскиот амбасадор и бара да ги пропуштат војските, германската војска. Што направил Телеки? Оставката е благороден чин. Овие луѓе кои што застанале некаде на 14 годишна возраст, стадиум на развој, не познаваат такво нешто. Така што ова што денес ни се случува е практично последица на таквата неизживеност. И токму тие се елитите. Знаеш, во смисла не сум сигурен дека не знам, во основа возможно е, но не сум сигурен дека потегот на Диме Спасов да се обиде да бега од полиција е инфантилен. Мислам дека е повеќе показ на денопирливост. Мислам дека во неговата глава не се случувала паника, леле ме збрка полиција, па сега дајте бегам полиција. Повеќе сум склон да верувам, имајќи го предвид доминантниот политички наратив на владеачката партија, да помисли што ми можат кој ги врти. Гледате ги целите небулози со кои се обидуваат да го покаже тој инцидент. Прво се пријавил шоферот, кој не знал ни каде бил, во обид да го спаси. Па потоа го бркале некои кои после се пријавиле во полиција и викаат ние воопште не сме биле тука, не го знаеме човек. Значи, има една серија на потези на недопирливост и мислам дека што досега им успеваше на владеачката гарнитура, ќе се обидат од ова да направат некаква приказна во која ќе се обидат да го задржат тој ореол на недопирливост. Повеќе сум склон да верувам дека е тоа, него дека Диме Спасов ме дозран веќе сепак е тој министер последните 5, 6, 7 години. На крајот, одбивам да го третирам како дете. Жалам, тој ги имал сите привилегии на возрасен човек, сега мора да ја понесе целата одговорност на возрасен човек. Се слагам за третманот на дете, значи јас би одбил да го третирам како дете, бидејќи ги имал привилегиите, треба да одговара. Впрочем, ако се нафатите на нешто, треба да бидете подготвени да поднесете одговорноста за тоа што сте се нафатиле. Меѓутоа, фактот дека тргнал да бега од полиција во услови, или ако и веруваме на приказната дека некој него го бркал, полицијата имала шанса дури да го заштити на крајот на криштата, ако се чувствувал доволно недопирлив како дополнителен заменик министер или како дел од фамилијата и врхушката на ВМРО, имал можност да ја употреби полицијата за неговата недопирливост понатаму да ја задржи. Моментот дека почнал да бега покажува кога мало дете, кога ќе го фатите со раката во теглата каде што ги чуваат родителите бомбоните, првиот момент му е дека треба да ја сокрие раката или да излаже. Диме се обидел да го направи токму тоа. Професор, без разлика, нели ги слушам и двете излагања, меѓутоа без разлика за тоа дали се работи за Спасов како дете или за Спасов како возрасен човек, клучно прашање е што злоупотребува народни пари. Тоа е првиот момент. Без разлика како вие ќе го третирате. А по дефолт мора да го третирате како возрасен човек, министри и така натоа, не им дозволуваат на децата, нели, да се играат. Без разлика на целиот наратив во приказната со ВМРО, нивното владење, а не управување или менаџирање и така натаму. И вториот момент кој што е многу битен е да може да се направи анализа на степенот на одговорност, односно прифаќање на одговорност од негова страна. А тоа дека дали бегал, дали не бегал, во случајот ќе го покаже повторно во наводници МВР со своја верзија, како било, што било, а плетењето на мрежата со различни, тоа е познат декор и класично клише на создавање можност на повеќе невистини, кога неколку пати ќе ги преповторите, од неа брем една ќе излезе на повеќе нели лаги, да една од нив излезе и вистина, согласно на тоа како ќе им одговара ним, односно да се повтори и да се докаже недопирливоста на кланот како таков. Ако го имаме во предвид случувањето со Фросина на Партизанска, и таму имаше некој кој што излезе да се пријави самостојно. Па порано додека барем јас студирав, имаше еден кореанец кај нас на факултет кој што велеше Блазесиви.
2,5 милиона или во тоа време имал и помалку од 2,5 милиона, па вие вели сите со сите се знаете. Секој со секој се позна. Вие прекрасно би требало да функционирате. Сега, колку е тоа злоупотреба, можност до злоупотреба и манипулација, покажува периодот е. Арсовски веќе зборувавте за тоа, но еве да се обидам да го доупростам. Дали тоа што самиот врв на партијата, лидерот на партијата е на некој начин под закана притисок, веќе на едно обвинение доставено до судот за кое што треба да почне судски процес, а понатаму веројатно и во други истраги, предистраги кои што ги води специјалното јавно обвинителство. И не само тој, други луѓе од тесното раководство на ВМРО-ДПМН на некој начин го тера ВМРО-ДПМН да се постави на ваков начин кон Спасов. Да, апсолутно. Заканите од обвиненија или судски процеси за криминал, особено од специјалното јавно обвинителство, прават партијата да се по пирамида да се устрои во обид да заштити некаква монолитна структура. Некој рече Спасов, сепак како и да го третираме, е дел и од владата и од раководството на ВМРО-ДПМН со години, веројатно и имал инсайт во многу важни работи, така што веројатно откажувањето од него во овој момент би било, како да кажем, уште еден потенцијален сведок на списокот на СЈО. Апсолутно. Може би е претерано, но еве вака заради публиката. Диме Спасов има и многу позначена символична улога. Вие во ваква ситуација, ако се откажете од некој заменик министер кој вчера бил министер, што останува за шефот на магазин кој морал да замижи при некаков криминал евентуален на владата, кој е таму не 13-та, него 113-та дупка на свирчето. Така што во оваа ситуација на политичка криза, ВМРО-ДПМН барем до изборите мора по било која цена да задржи некаков привид на целосна контрола во социјалната партиска структура. Но од друга страна, случајот е многу очигледен. Проблемот е токму таму. Обидот да се продаде таква приказна е навистина смешна. Токму така. Таа ситуација се соочува до својот апсурд, кога во јавноста ќе се отвори како една шуплива приказна. Во оваа ситуација толку е очигледна и толку е бизарна, иронична, смешна, банална, што нивните обиди не можат да придонесат некаков позитивен резултат. Вие гледате дека се она што условно речено би им поминало претходно во смисла на пиар, сега не им поминало. Се обидува 15 работи да кажат. Прво дека бил наместен Диме Спасов. Второ дека не направил соопетјајка. Првата негова изјава имплицираше дека немало такво нешто. Трето дека возел некој друг. Четврто дека го бркале. На крај можете помислат дека во земја не го бркале, добил некаква манија на гоње, значи, но приоритетот е тој политички спин во моментот не помина. Дали ако премината известна граница. Дали ако министерот за внатрешни работи беше од ВМРО-ДПМН, ова можеби никогаш немаше да го дознаеме? Па не знам, не верувам бидејќи сепак има премногу сведоци. Можеби ќе се заташкаше во некаков друг правец. Мислам дека улогата на опозицијата во МВР во овој случај повеќе има да го спречи Диме Спасов во обидот да се извади од инцидентот. Не дозволувајќи некој друг да се пријави во негово име дека возел, не дозволувајќи да помине тој небулозен наратив дека некој денес го бркал и така. Мислам дека повеќе тоа, мислам дека ВМРО-ДПМН да беше начело на МВР не можеше да спречи дека се случил некаков инцидент, особено не на социјалните мрежи кои се за тоа неумоливи. Меѓутоа, прашање е дали ќе излезеше приказната воопшто во јавност, бидејќи немаше да излезе ниту записникот што се случувало и немаше да излезе лицето со иницијалите. Јас сум поблизок до оваа верзија, но добро. Стојковски, сакам да отворим уште едно прашање. Веќе поврзано со ова што го дебатиравме, тоа е прашањето за тоа дали луѓето имплицирани во прислушуваните телефонски разговори треба да останат активно во политиката, во таа смисла дали треба да бидат на листите на кандидати за пратеници на следните избори. Мислам дека ова е дел од овој поширок корпус на истата ова тема. Знам дека вие сте тој што лично го отвара ова прашање на средба на граѓански активисти со еврокомесарот Хан неодамна во Скопје. Може да ни кажете точно што прашавте и што ви одговори Хан?
Добро, поводот за мојата реакција беше реакцијата на вашата колешка Ивона Талевска. Се надевам не ми се лутите. Не. Ивона зборуваше за кредибилитетот, Талевска зборуваше за кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство, зборувајќи при тоа дека во почетокот тие го поддржувале, баш со овие зборови ние го поддржувавме, зборувавме дека е добро, меѓутоа сега гледаме дека работата не оди во вистинска насока и гледаме дека специјалното јавно обвинителство постапува по политички налози на опозицијата. За да не влегувам во директна дебата со Неизе, зборував за кредибилитетот на специјалното јавно обвинителство. Последното истражување на јавното мислење на ИРИ, Меѓународниот републикански институт, излезе со показател дека 64% од луѓето во државава велат дека му веруваат на институцијата, на специјалното јавно обвинителство. Тоа е сериозна бројка за да зборува за вистински кредибилитет на институцијата. Настрана тоа дека ние имаме специјално јавно обвинителство, бидејќи јавниот обвинител не си ја завршил работата. И сега, апропо прикривањето на случувањето со Диме Спасов и полицијата, јас верувам дека дури и полицијата нешто да направеше и сега јавниот обвинител Зврлевски има шанса тоа да го заташка и да го стави некаде во фиока. Имаме многу примери за такво нешто. Од друга страна, она што е дополнителен индикатор за довербата во работата на специјалното јавно обвинителство, иако не е директно поврзано, е прашањето кое што го поставуваат во анкетата, вели дали се согласувате дека треба лицата кои што се имплицирани во случаите да се најдат на листите. Кандидатските листи. Јавноста таму вели 70% не. И тоа, ако го погледнеме поубаво податоците, 18% или не знаат, или не сакаат да одговорат. Јас би додал на тоа дека вообичаено има и такви кои што се плашат, што значи дека процентот овде е уште поголем. И сега тука се наоѓаме во ситуацијата која што ја има ВМРО да помене и која што останува да виси и понатаму врзнив. Настрана ова со пирамидата и со заштитувањето на сите можни коцкички во рамките на пирамидата, колку и да е слаб Диме Спасов или колку и да е пукната сега коцката Диме Спасов, вклучувајќи ги Јанкуловска и Јанакиевски и така натака, ќе се обидат да ги заштитат сите до максимум, за да не се Хан нешто ви коментираше на ова? Хан беше во listening mode или во слушачки, запишувачки. Бидејќи Жбогар, кој што е амбасадор на ЕУ во Скопје, на некој начин даде многу подиректна порака. Јас ова го повторувам на сите средби кои што ги имаме во последниве неколку недели или во последниве месеци. Истото го зборував и на последната средба со пратеникот Ховид, кога беше во Македонија. Во четврток имам шанса да го кажам ова повторно. Истото пред новиот пратеник кој што го наследи практично Ховид, Кнут Флекенштајн, ова ќе го зборувам се додека не се покажат изборните листи. Знам меѓутоа дека ВМРО нема да се откаже од имплицираните во разговорите или во случаите на специјалното јавно обвинителство, првенствено заради тоа што ќе биде лоша порака која што ќе ја испрати до останатите инволвирани. Тие не смеат да се откажат од Груевски. Ако Груевски се повлече, тоа ќе покаже дека има или намера да побегне, или ги остави сите да се распаднат или да ја уништат партијата, да се истепаат меѓу себе, или има некаква одговорност, има некаков дел дополнително. И во правна смисла нема проблем, бидејќи изборниот законник вели дека треба да имате правосилна пресуда од најмалку 6 месеци, така затвор, тоа е ограничувањето. Да, видете, станува збор за ограничување кое што ќе вели за да можете да влезете да ја вршите функцијата. Ние во случајов немаме никаква пресуда, можеме да очекуваме дека нешто ќе се случи. Овие случаи очекувам дека ќе траат многу долго. Траењето долго на овие случаи може да биде дури да не стигнат ни да се развијат. Не сакав да го премостам овој дел кон професорот Доне. Велам, во правна смисла нема пречка никој да биде кандидат. Во правна смисла во изборниот законник се вели што ќе се случи ако почине некој од листата, меѓутоа не се зборува за тоа што ќе се случи ако некој биде осуден или биле обвинет. Во етичка смисла, господине Донев, што ако Груевски сигурно ќе биде на листа? Го земе мандатот после избори да прави влада и повторно биде премиер. Како во етичка смисла тоа може да го опише? Во каква ситуација ќе биде државата?
Што би било кога би било? Прво и основно, он игра на таа карта, нели? Не си оди, не покажува, стиска заби и така натаму, чисто да се види дека се уште можно е да се биде недоприлив. Кој може и како може? Црвениот картон е во рацете на јавност. Ама кога вие имате полузаспана јавност или еутаназирана јавност, нема кој да го покаже тој црвен картон. Втора работа е, ајде да пробаме да играме на картата, на индивидуалната карта, каков човек сте кога имате мал милион на гафови, мал милион на трачеви, мал милион на судски влезени во процедура, нели, постапки и така натаму, а вие натаму сакате да учествувате во тој живот. Јавниот живот. Пазите, јавниот живот, тоа се народни пари, тоа е мој живот, тоа е негов живот, него и така натаму. Но тоа има ли смисла воопшто да продолжиме и да зборуваме за вредности некакви поврзани со морал, со етика, па и со владење на право и така натаму? Една од последиците, и тоа катастрофална, заради тоа што санирањето на последиците е 2 пати потешко од причината, е токму таа. Прво, немате кредибилитет и без кредибилитет, доколку успеете да извојувате победа, нели, чуму сето. Тоа е како хегеловскиот систем, нели, газење по лешеви, достигнете на врвот. Во ред, стигнавте. Со кого сте на врвот? Односно, за кого сте на врвот? Приказнате. За овие лешеви еутаназирана јавност? Па таа и не ни заслужува подобар од вас. Што молчи цело време и ви го дава? Правото да излезете, моралното право ви го дава да излезете у јавност. Односно, не ви покажува црвен картон. На која карта го држите? На картата на менаџерскиот трик. Или стапот, или морковот. И вели подобро 2 вреќи брашно, нели? Барем ќе ги добијам, отколку откајзнам следниот што ќе дојде у 4 години, у 5 години, нели? Ќе ги нема ни тие 2 вреќи. И тоа се краткорочни, заслепени решенија. Не можете така да размислувате. Морате да гледате нанапред. 25 години помина, тоа не се 2,5 месеци. Тоа не е нешто, овака и готово, утре ќе го смениме, од утре ќе биде фино. Нам ќе ни требаат уште следни најмалце 50 години да се оправи нешто. И во економска, а да не зборувам, нели, во вредносна смисла на збора, да поставите темели на една аксиолошка пирамида. Тоа е најтешкиот дел. Ќе остане ли некој ако 50 години ни треба да се оправи ова? Ете, тие двајца што ќе останат супер ќе живеат. Да. Ама идејата не е да бидат двајца. Демократија и политичка култура ниту се вродени квалитети, ниту пак брзо и лесно се учат. 25 години се многу малку за да изградите вие. Но имаше еден впечаток дека сме во една линија на креирање на колку толку, како велат, партиципативна политичка култура, иако никогаш не стигнавме до тоа. Тргнавме, меѓутоа медиумскиот простор беше тотално контролиран, се уште во добар дел така. Почнуваме да гледаме некаква промена или почнуваме да слушаме и некакви приказни кои што веројатно веднаш ќе беа заглушени. Мораме полека да многу малку зборува. Тоа е тоа. Само кратко, Арсовски. Да, не би се кладел на тоа дека главните луѓе околу Груевски ќе се најдат на листите. Мислам дека ВМРО е партија, ВМРО-ДПМН е партија која добро го следи јавното мислење и тие ќе донесат правилен заклучок дека не може да преживее и Груевски, и партијата, и врхушката околу него. Дека од тие тројца двајца само може да преживеат. И во тој момент врхушката околу него ќе отиде по ѓаволите. Тие ќе се обидат и веќе имплицираат со нивното однесување дека се обидат во наредниот мандат да бидат многу помеки, многу потолерантни и мислам дека и тоа нема да успее. Мислам дека ни тој наратив нема да успее, но јас кога би се кладел дека луѓето кои се имплицирани во овие скандали, освен Груевски, нема да се најдат на листа. Добро, тоа ќе биде приказната и песната неки нови клинци. Чисто по прашање на прагматизам, така е, неки нови клинци во Македонија стана предност да немате резиме. Меѓутоа, овако да се разбереме, и тоа нема да им помогне многу, напротив, мислам дека ќе им одмогне. Самото појавување на Груевски на листата ќе биде главниот одмогнува, главниот момент. Не може да го спроведе тоа одмогнување на политиката. Како што со Катица Јанева се скара во моментот кога таа почна да се врши својата работа, така нема да можат и по тоа прашање да останат. На крајот Катица Јанева веројатно ќе добие уште соработници кои што ќе сакаат нешто да зборуваат затоа што ќе се чувствуваат измамени. Тоа е во услови на владење, а не на управување, односно менаџирање. Благодарам многу што вечера бевте мој гости. Сана беше интересно за публиката. Јас сега ќе го најавам Сречко Поповски и неговата саботажа. Во
Толкот на провладините кои вообичаено се прилично бучни кога е во прашање дури и необичен сомнеш за бениген скандал или афера, говори многу гласно за тишината во која со нивна лична асистенција се живее во малигно, глуво доба. Ама не смее да им се забележи дека барем се обидуваат да не ги доближат таквите на кои им служиме за пример. Македонија во Амазон. Село насред џунглата се вика исто како и нашата држава. Така е создадена Амазонската Македонија. А во нашата Македонија Почитувани граѓани, Бог да чу. Во нашата џунгла, онаа на асфалтот, се стркала приказна која по ништо немаше да се разликува од вообичаените, ако незиниот јунак не ги покажа двете лица на тие што владеат со неа. Наканоста и стравот од одговорност, тие психолошки карактеристики кои како бумеранг им се враќаат на оние што ги проповедаа. 1, 2, 3, раз, два, три. Не се плашете од носење на одлуки. Ајде за нова година. И не бегајте од одговорност. Бог да чу. Шапилографот на историјата трудолюбиво ги копира зборовите чија содржајност и намена безпрекорно е вградена во политичката азбука на сегашноста. Незината фуснота со масни букви се реферира на извор кој непогрешливо ја погодил темата. Наместо да прават проекти, да спроведуваат реформи и да градат објекти, си градеа приватни луксузни куќи. Ајде за нова година. Нивните деца возеа бесни автомобили. Тоа се тие деца во чии развој толку многу се инвестираше и покрај јасните показатели дека нема да успеат да пораснат. Но само поради тоа што политичката хипофиза од која ги црпат хормоните не лачи за раст, туку за крајна сервилност. Сведоци сме дека во последно време добиваат младите и мощни сериозни државни функции кои ги носат со својата одговорност и квалитетот на работа се носат на исто ниво како и со сениорите. Нивото на вистина е исто и младите безпоговорно треба да ги следат образците на однесување наметнати од поискусните партиски колеги, како оној на директорот на комуналното во Крива Паланка. Со пари од граѓаните тој купувал пегла за коса, фен, душеци. Бог да чу. Ако се одземе душекот кој може би му бил потребен, чуму му биле на директорот апарати за фризерај, кога очигледно му недостига главниот атрибут за нејзино обликување, освен ако не мислел да ја исправи, пеглајки ја сметката на Крива Паланка. Ова е податокот кој најдобро говори што работи ВМРО ДПМН. Ние ќе продолжиме да создаваме и градиме за доброто на младиот човек во нашата држава. И нема никој да не похолеба, ниту обесхрабри во тоа. И на крајот, во рамки на доследно негуваниот демохристијански стил. Почитувани граѓани, Бог да чу. Ово израз на верничка желба, нешто да не се случи, во својата празнословна форма, освен со чување, завршува и со бранење. Па може би и поради недовршеноста, тоа за жал и се случи. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Следното наше издание е, знаете, в петок од 22:30. Пријатно!